Манифестацијата Зелникот на баба денес беше главниот настан во Пробиштип, кој традиционално привлече внимание од секаков вид. Традицијата на непосредност и пренесување на семејното искуство во создавањето на најдобрите вкусови денес беше презентирана на градскиот плоштад. Искусните домаќинки ја открија тајната на извонредниот вкус на бабиниот зелник. Па се замесува со квасец, водичка, топличка и се сука. Се прават парченца, се сука и со зелје. Можеме внатре да ставиме зелје, можеме и внатре. И ореси имаме. Сега, тоа е во фурна. Тоа е во фурна печено. На дрва. Што е тајната? Сукањето. Во тестото, во сукањето и во мрсно да се стави, да. Колку идеално е да се сука? 5 минути, 10 минути колку? Па една скоро 3 минути сигурно сукам. Во што е тајната за квалитетен зелник? Што е? По тенкото сукање и налагањето се. И зелје на среде. И така. Дали е во суканото, во зелје што се... Не, усуканото. Од брзината и од умешноста. Што брзината, што умешноста? Па, како? Една кора колку е идеално да се исука? Минута, 2-3 колку? Една минута, 2. Толку? Вкусовите кои секогаш се паметат потекнуваат од рацете и искуството на постарите. Па сама се научих. Мајка ми умре млада и се учих сама. Како, од кого гледавте, како се преведува? Од свекрвата, снаата дојде од неа. И се научихме да сукаме. Од кого научивте да се... Од мајка ми, од свекрва ми. Па од родителите, од мајките, од бабите. Лесно ли се учи? Па, лесно е. Кој сака да научи, лесно е. Бидолчанката Верка Котевска 2 пати досега ја носи титулата во најбрзо месење на зелникови кори. И кој беше рекордот? Колку кори? За 10 минути ја исукав тепсијата со 8 кори. Помеѓу домаќинките својата умешност ја покажа и 27 годишниот Владе Мицевски од Кратово. Джентелменски одговараше на нашите прашања. Кој подобро сука, машки или женски? Сите го сукаат. Каде таа желба, како? Па, по професија сум наставник по гастрономија, така што еден дел ова баш традиционалното готвење ми е приоритет и фокусот ми е баш на традиционалната гастрономија, интересот ми е на традиционалната гастрономија, баш овие јадењето тесто ми се навистина интересни. Има ли разлика машко и женско сукање? Па, секој сукање е различно. За Пробиштип овој настан е од големо значење, па затоа и целта на оваа манифестација зборуваше градоначалникот Драган Атанасов. Целта ни е да се пренесе една традиција на помладите генерации, она што го правеле нашите мајки, нашите баби, познатиот лесновски зелник, приготвен под вршник, да може да се пренесе на помладите генерации, но и преубава можност да дојдат голем број, како што сами може да забележите, на наши посетители, на туристи, организација која што не поддржа или зема учество огромен број на наши градови. Денеска многу илјадници и посетители од безмалку сите краишта на Македонија на 24 тезги имаа можност да го видат ремек делото на пробиштипските домаќинки. Затоа организаторот Пробиштипската општина за наредното јубилејно 10-то издание на Зелникот на баба подготвува изненадување. Тогаш ќе направиме еден убав јубилеј и ќе собереме уште повеќе, значи од година во година, како што можете да забележите, оваа манифестација расте и се развива и интересот за посета на самата манифестација е огромен. Зелникот на баба годинава се одбележа по 9-ти пат на градскиот плоштад Свети Гаврил Лесновски во Пробиштип.